Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес, впрочем, како и во секоја емисија, ќе доставиме корисни информации до вас, се со цел нели да бидете информирани во однос на вашето здравје, во однос на проблемите со вашето здравје. Денес одлучивме да поразговараме за една интересна тема, за една терапија која што е на некој начин многу оведена кај нас. До сега не сум разговарала за таа терапија и затоа впрочем и го повикав денес мојот соговорник да ни каже нешто повеќе за тоа што представува. Еве ќе ви посочам, значи тоа е јумеикотерапијата. Значи зашто се применува, кои се бенефитите од употребата на јумеикотерапија и се разбира од каде доаѓа таа терапија, како е донесена нели овде кај нас за да се применува, а за оваа цел одговорен мој соговорник и за оваа тема е Филип Ѓоргиевски, кој што е физиотерапевт. Филип, ти посакувам добре дојде за прв пат во Ваш термин и драго ми е што се договоривме малку да поразговараме за оваа терапија и воопшто за сето она што центарот каде што нели си ти одговорен, сите третмани оние кои што ги применувате да ги доставиме до нашите гледачи, нели што се може да најдат кај вас како терапија. Добре дојдеш еднаш. Благодариме за поканата и се надевам дека за гледачите на ТВ Сонце ќе приготвиме една интересна емисија денеска. Така, кој е Филип Ѓоргиевски? Ајде вака да ни се представиш. Да, физиотерапевт, што друго знам дека си нешто и спортист. Да, спортист, јумеикотерапевт и можам да кажам дека голем дел од животот го имам посветено кон медицината. И се имам насочена во тој предел и имам изучено доста анатомијата на човекот, запознаен сум со сите тие нели околу телото на човекот, мускулатурата, зглобовите и можам да кажам дека сум обучен во тој кадар да зборувам денеска за релативно многу млад, но сепак многу амбициозен и веќе успешен во нешто го работи. Ајде да започнеме вака првин со јумеикотерапијата, значи што представува, од каде потекнува и секако да ни кажеш како дојде до тоа ти да ја изучиш па да ја применуваш. Да, па би почнал прво да објасниме за гледачите што уствари значи зборот јумеикотерапија. Јумеикото е познато како коцубан јумеико, што всушност коцубан значи колкови. Јумеикото е поделено на три фрази, односно ју што значи подигање, меи значи витална енергија и хо значи метода и кога ќе го споиме тоа целата таа фраза коцубан јумеико, тоа уствари се преведува како метод на подигање на виталната енергија односно животната сила преку нормализирање на положбата на колковите во телото, да. Јумеикотерапијата е фундаментална терапија што е склоп на модерната западна медицина и на источната медицина. Инаку е мануелна терапија која се приспособува на природен, се применува на природен начин со помош на рацете на терапевтот, нели единствена алатка. Уна видео кое што ми го прати, тоа е всушност јумеикотерапијата. Да, така изгледа. Може да го пуштат, ајде од режија да го погледнеме, да видиме прочем и како се одвива, додека ние разговараме, да видат нашите гледачи што всушност и како изгледа еден третман за јумеикотерапија. Кажавте дека се практикува со раце. Да. Што после еден јумеико третман? Па после еден јумеико третман, да. Најбитно за клиентот е да му, јас што сакам тоа така да го кажам, им држам лекција да речеме на клиентите, што ги учам како уствари правилно се стои. Така. Бидејќи во денешно време искрено јас лично немам сретнато некој нели општо човек да стои правилно, им држам една лекција на клиентите како правилно да стојат за да не доаѓа до тоа изместување на колковите. Тоа значи, извини што те прекинувам, вака ние кога понекогаш си стоиме повеќе на една нога, тоа не е добро. Тоа не е добро, да. Тогаш доаѓа до изместување. Тогаш да се едната страна колкото оди погоре, па се едната нога се преоптоварува, другата од недоволна активација може да почне да атрофира и нагоре се тоа се приспособува и грбот почнува да се искривува. Да, и така настанува. Значи многу треба да внимаваме во секој случај. Така да последна терапија, да, што се вика им кажувам на луѓето, нели како правилно да стојат, исто така им кажувам вежби што треба понатаму да ги прават. Бидејќи јумеикотерапијата е супер одлична, значи делува се суперно за да се убрза тој процес на лекување на телото. Така. Најпрактично е еден човек да се ги применува и вежбите во домашни услови. После терапијата. Да. Дали ќе може режија да го видиме видеото? Ајде.
Да, ова беше малку забрзана снимка, почитувани гледачи, меѓутоа вака да имате увид како се работи јумеикотерапијата. Филип, како што кажав, ова беше забрзана снимка, меѓутоа колку време се прави третманот? Колку трае третманот? Да, еден третман вообичаено трае од 50 на минути до 1 час. Добро. Да, и исто така морам да напоменам дека вака ова што моментално гледачите го видеа, вака изгледа третман јумехо на една здрава, да речеме, личност. Сега кога велите здрава личност, што значи тоа? Не треба да има никакви проблеми ни со рабетниот столб, например, проблеми од типот на дискус херни, дископати, ништо не треба од тоа да има за да се направи јумеикотерапијата или може на луѓе кои што имаат такви проблеми да се преминува? Во секој случај да доаѓаат луѓе со секакви диагнози. Сега јумеикотретманот кај здрава личност и кај личност со различни диагнози се разликува во тоа што тие корекции се многу повнимателни кај луѓето со нели со тие диагнози и исто така се дури некои корекции се избегнуваат. Се се гледа телото колку дозволува телото на човекот за да не се да не се направи уште некоја дополнителна повреда на телото, така да ова беше кај една млада здрава особа со од сите баш тие корективни зафати се прават додека кај лицата со проблеми, пример на колкови на кичма, се прават дел од зафатите, но многу повнимателно, не е нешто страшно, нема некои кршења, некои тегнења, да, така да многу повнимателно изгледа тоа, да, и без напрегање големи. Така. Препорачувате само еден третман? Па, искрено, првиот третман е она длабинска диагноза на телото на еден клиент. Да, со тоа фактички терапевтот се запознава со телото на клиентот и понатаму му одредува на колку на кој временски период ќе поседува терапија, колку од прилика терапии му се потребни, бидејќи ние како терапевти не можеме сега да кажеме точен број, пример за 12 терапии ти ќе бидеш излечен. Туку едноставно првиот третман служи како едно запознавање со човечкото тело. Сега кога клиентот ќе осети многу олеснување, се зависи од неговата состојба, ќе осети многу големо подобрување и олеснување дури по првиот третман и со секој нареден третман ќе си се подобрува состојбата и состојбата на телото на човекот и неговото здравје. Кои се придобивките? Па придобивките, главната цел уствари на јумехотерапијата е да се исправат тие колкови, односно центарот на гравитација во телото, бидејќи центарот на телото се колковите, тоа е како еден столб на куќа. Кога столбот на куќата не е прав и не е квалитетно убаво направен здраво, колку и да се ѕидовите прави, колку и да е кровот прав, таа куќа кога тогаш ќе се сруши. Ќе се искриви, да. Да, истото така се смета за колковите, доколку колковите не се исправени, рбетот нема логика да се не може да е исправен, мора да се исправи. Вратот ќе има проблеми со рамената, исто надоле и со нозете. И фактички целата јумехотехника се врти околу исправање на центарот на телото, односно колковите. Така. Ајде тука ќе се обратиме до нашите гледачи, доколку имате некое прашање, нешто што е од овој домен за кој што ние говориме овде, може да ни искомуницирате. Знаете дека сме отворена, контактна емисија, телефоните веќе можете да ги прочитате на екранот, па секако Филип е тука денес, ако имате некое прашање до него да ви одговори на истото. Филип, од каде потекнува јумеихо? Јумехото е јапонска метода односно мануелна терапија. Таа потекнува од Јапонија, ја има создадено Масајуки Сајонџи. Самата јумехотерапија не е толку древна метода колку што се техниките во јумехотерапијата. Масајуки Сајонџи го има посветено целиот негов живот да ги проучува сите тие техники древни што се користеле во тогашна Јапонија и да состави еден склоп на вежби, односно 100 техники кои ние ги викаме ката, што се извршува за време на 1 час за тој еден јумехо третман. И фактички тој ги склопил сите тие техники во една јумехо метода и така уствари го добил името јумехо. Да. Колку време веќе кај нас се преминува? Јас кога забележав на социјалните мрежи, кога те забележав, прв пат прочитав за таква метода. Колку време кај нас се практикува и кој тебе те научи да практикуваш? Да, па кај нас во Македонија јумехото го имам од 1999 година. Тогаш за прв пат и мојот учител всушност за прв пат почнал да се да го применува јумехото да го работи тоа во Македонија. И јас со моето знаење се стекнав кај него нормално, кај мојот учител Христо Хаџикимов. Тој е лиценциран мајстор за јумехо од 5 дан и тој ме снабди со моето знаење. Така. Кажавме дека се потребни повеќе третмани за некој проблем. Конкретно вака за кои проблеми, значи прочитав дека нешто главоболки, кои се проблеми може да се истретираат со оваа терапија
Кажавме дека може нели и овие дископати, дискусхерни, меѓутоа тука кажавте внимателно треба, бидејќи малку се преминува хиропрактика. Кои се проблеми може да се, како да кажам, да се истретираат со овој третман? Да, и умехото делува на секакви проблеми и диагностици, болести што се поврзани со болки во грбот, во колковите, во вратот, лумбаго, ишијас, дискусхерни, исто така многу помага за главоболки. Јас и лично сум имал многу примери кај што луѓе со стална главоболка се ослободуваат дури после еден умехот третман, бидејќи јас нели имам проучено доста од медицината и имам научено дека во мозокот не постојат рецептори за болка. Сушност главоболките потекнуваат од или дехидрација на телото или некој затегнат вратен мускул. Така да и умехотерапијата многу помага исто така за главоболки, проблеми како што спомнав, разни исчашувања, повреди, спортски повреди, лоша постура, рековме ишијалги, ишијас, дискусхерни, било какви болки буквално, раце, нозе, грб, колено, за сите тие состојби помага, бидејќи всушност и умехото ја пробудува онаа само лекувачка енергија во телото која има со нормализирање на колковите, бидејќи телото се стреми кон да биде, да го има тој центар на тежината, да биде исправено, кога ќе се постави во правилна положба целото тело, тоа фактички самото си се лекува. Ние встари терапевтите ја подигнуваме таа само лекувачка моќ на телото за тоа само да се излечи. Така. Има ли некои од нашите гледачи кои што имаат некој здравствен проблем, на кој што не може да се примени оваа терапија? Па има проблеми како на пример што се артритис и артрози на зглобовите, кај што тоа западната медицина нема некој конкретен лек за таа состојба. Сега интересно за тие состојби е што кога артритисот го зафаќа зглобот на човекот, исто така ги зафаќа и околните мускули. Сега со примената на умехотерапија, бидејќи таа е мануелна терапија на мускулите се применува, многу помага за човекот да на некој начин да се сопре прогресот на болеста, се дека може да излечи, дека ќе го врати колкот како што, односно зглобот како што бил некогаш во младоста, тоа не може да се гарантира, ама многу битно е да се нагласи дека може да ја стопре болеста и да ги подобри околните мускули околу проблематичниот зглоб и да помогне многу на клиентот, што тоа модерната медицина не може на некој конкретен начин да го понуди. Добро, меѓутоа затоа имате пак други терапии кои што ги применувате, пак кои што може да, како да кажам, послободно вака да ги применувате и на оние пациенти кои што имаат други проблеми. Тука некаде ќе предложам да го погледнеме прилогот кој што е подготвен од магистар Татјана Павлова, која што е нутриционист и која што во новата сезона на ваш термин имаме соработка, подготвуваме прилози за да малку бидеме и поразлични и нешто повеќе корисни во однос на информациите. Подготвивме еден прилог за слабење, значи како правилно треба да слабееме, значи кога сакаме да ги намалиме килограмите, каде треба да се обратиме, што треба повеќе да консумираме и така натаму. Навистина има еден куп корисни информации од овој прилог што сега ќе го проследите. Дали слабењето е лесен и едноставен процес? Кога сакаме да намалиме килограми, најчесто посегнуваме по некои брзи диети кои што многу често се со така наречен јојо ефект, односно килограмите кои што сме ги изгубиле многу брзо и лесно можеме да ги вратиме. За да го започнеме целиот процес на слабење, најпрво треба да научиме како нашето тело функционира. За да можеме правилно и лесно да ги изгубиме килограмите, првенствено нашиот метаболизам треба правилно да работи. Метаболизмот представува склоп на биохемиски процеси кои што се случува во нашиот организам со цел да го одржи организмот во живот. Сега, за да знаеме дека нашиот метаболизам правилно работи, ние мора првенствено здравствено да бидеме сигурни со што се соочува. Кога ќе посетиме нутриционист, се прават нутритивни прегледи кои што нас ни одредуваат одредени параметри. Првенствено дали се соочуваме со дебелина, дали сме во нормална телесна тежина, со каков вид на дебелина, дали станува збор за стомачна гојазност или друг вид гојазност и така натаму.
Тука би напоменала дека нашиот организам има неколку видови на ткиво. Првенствено имаме структурно ткиво, кое што е содржано околу нашите органи. Потоа имаме резервно ткиво, кое што всушност ја формира нашата силуета. Имаме подкожно ткиво, масно ткиво, кое што најчесто се наоѓа во бутовите, во задникот, околу рацете и така натаму. И тие масти на телото му служат како резерви за енергија во случај кога ние некогаш сме гладни. После тоа, висцералните масти се оние масти кои што велиме дека најчесто нас ни прават проблем. Висцералните масти се представуваат натрупани масти околу внатрешните органи, кои што не само што ги блокираат органите како да работат, но тие се буквално обиколени и клетките на самите органи, па од тука не можат да функционираат. Најчесто кога станува збор за замастеност, велиме дека првичната замастеност или појава на висцералните масти се појавува околу црниот дроб. Оттаму, кога црниот дроб не може правилно да функционира, да ја врши детоксикацијата, има премногу масти и така натаму, се префрла на другите органи, како што е жолчката, панкреасот и така натаму. Тука веќе доаѓа до хормонски дисбаланс, до покачен инсулин, инсулинска резистенција која што покасно се појавува како дијабет, појава на кардиоваскуларни заболувања и така натаму. Меѓутоа, за појавата на висцерални масти многу често и одредени дигестивни проблеми се причината. Па од тука, кога посетуваме нутриционист, задолжително треба да го знаеме параметрот висцерални масти. Висцералните масти исто така се појавуваат и при покачен кортизол. Кортизолот е хормон на стресот и многу често откако ќе се смириме, откако ќе го намалиме стресот, ние многу полесно можеме да ги намалиме и висцералните масти, па од тука и да ги намалиме килограмите. Со губиток на секој килограм отпаѓа и значителен дел од тие висцерални масти. Кога ќе се ставите на одреден режим на исхрана или кога вашиот нутриционист на контролен преглед ќе види колку килограми сте намалиле, барајте го податокот и колку масти сте намалили. Бидејќи мастите и покаченото ниво на масти во телото се директен ризик фактор за појава на болести. Нас не ни треба само витко тело, нас ни треба и здраво тело. И уште нешто што би напоменале тука е дека за да почнеме одреден режим на исхрана, нас ни треба доволно време. Доколку сакаме да се спремиме за летните одмори, периодот е токму сега, бидејќи на телото да се навикне на одреден вид исхрана, па после тоа постепено да почне да ги губи килограмите, му требаат 40 ден. Значи, слабењето или така нареченото намалување на килограми не представува едноставен процес. Се што дошло не дошле тие килограми преку ноќ за да си исто така лесно ги изгубим. Значи, едноставно мораме да сватиме дека нашето тело е сложен хемиски процес, систем и поради тоа сите овие процеси на губење килограми не представуваат едноставни процеси, туку тоа се сложени процеси кои што се зависни од хормони, ензими, моментална состојба на телото, возраст и така натаму. Диетите кои што најчесто нас ни се прикажуваат и пласираат по социјалните мрежи или одредени институции кои што велат дека произведуваат здрава храна, секако дека медицински и нутритивно не се препорачани. Покрај посетата на нутриционист, важно е во целиот процес на намалување на килограми да учествуваат и други стручни и медицински лица. Многу често кај женската популација покачените килограми се резултат на одредени хормонални промени, па поради тоа моја препорака е да се обратите до ендокринолог, во тимот да учествува нутриционист кој што најправилно врз одредени крвни параметри или хормонски испитувања ќе ви даде правилна исхрана и секако тука да не ја заборавиме физичката активност. Па поради тоа тука би кажала дека би требало да биде вклучен и фитнес тренер или да си најдете одредена физичка активност која што одговара на вашето тело. Да не ја заборавиме и водата,
Значи, хидратацијата игра многу главна улога во процесот на намалување на килограми, бидејќи првенствено некогаш мислиме дека сме гладни, а ние сме всушност жедни. Моја препорака е секогаш пред оброк да се зема една чаша вода, па после тоа да го земеме оброкот, бидејќи сепак водата наскени волуменски ќе ни го исполни желудникот и информацијата до мозокот ќе стигне дека на телото му е потребно помалку храна. На тој начин ние ќе си помогнеме како да внесеме помалку храна богата со енергија. Мораме да знаеме дека храната има енергетска и нутритивна вредност. Енергетски богата храна е токму онаа храна која што се складира и ни ги покачува килограмите, како што е брза процесирана храна, високоенергетски пијалоци богати со шеќери како кока-кола, пиво и така натаму, чипсови, одредени сладки и така натаму. Додека нутритивно богата храна е онаа храна која што во мали количини нас ќе ни даде поголема ситост. Па тука секогаш велиме со секој оброк да се зема одредена количина на зеленчук, бидејќи сепак ни дава волумен, диетални влакна, не држи сити, одредена количина на протеини и правилен избор на јаглени хидрати. Да, почитувани гледачи, благодарам на Тања и за овој прилог кој што го направивме, да го презентираме до вас, се со цел да ви информираме кога некој сака да ги намали килограмите, кога треба да слабе, значи како и со кого треба да се консултира. Ми јавуваат од режија дека имаме гледач на линија, да го поздравиме, да му посакаме добар ден. Кој се јавува? Добар ден. Вака, јас не се јавам за мене, него за син ми се јавам. Добро. Тој се има пати од беше на снимање и му најдува искривен рбет. Добро. И сега сакам да се консултирам со физиотерапеутот, нешто да ми појасни во врска со дали има шанса нешто. Колку години има вашиот син? Околу 44 години. 44. Добро, бидете на линија, дали ќе сака нешто Филип да ве праша? Филип? Добро. Имаш нешто да прашаш или? Да, во врска со искривувањето на грбот, како што спомнавме, сите тие искривувања потекнуваат од колкот, бидејќи колкот е центарот на гравитација на телото, доколку колкот е крив, ќе се искриви и грбот. И баш убаво што се јавивте, бидејќи умехото го нуди точно тоа решение за проблемите како искривен грб, бидејќи кога се искривуваат, кога ќе се исправи колкот, кога ќе се доведе во една правилна положба, со самото тоа се исправува и рбетот, односно исто така користиме и секакви корективни техники на исправување на рбетен столб, така да верувам дека би можело да му помогне на вашиот син за конкретно за искривениот рбет. Јас се јавувам од Охрид. Вие кај може да ми кажете сетиштето кај работате? Да, во Скопје е центарот. Ние пред малку разговаравме со Филип, ако посакате синот да дојде, мисля че ни дека ќе му дадете и попуст, Филип, така ли? Да, за верните гледачи нели на ТВ Сонце, исто така кој ќе се јави од ТВ Сонце ќе има попуст за јумехо третманот, така да кој има, да. Значи, колку е една терапија? Не смееме сега на телевизија да кажуваме цена, можете да се јавите веднаш после емисијата. Филип ќе биде тука, па ќе можете да се... Само тоа ме интересираше од уште со последица, пошто докторите му рекле ден се лечи и тој е многу загрижен. Добро. Секако дека е потребно секогаш да се побара и некое друго, трето мислење, па не е лошо, еве синот, да се јавите после емисија, ќе искомуницирате со Филип директно или ќе ви дадеме бројче, па да се договорите, нека појде кај Филип и така. Кажете ми бројче за после да се јавам, Да, значи јавете се после кога ќе завршиме скроз со емисијата. На истиот број да се јавам? На истиот број јавете се, па ќе ви го дадеме бројот од Филип или ќе се слушнете со Филип. Ви благодариме многу. А значи во Скопје? Во Скопје, да. Во Скопје, Филип. Да. Добро, па. Благодарам многу. Пријатно ви благодариме што не следите. Ајде ние да продолжиме со оној разговор, па нели ако се јави некој друг гледач, повторно ќе го вклучиме. Би сакала
да поразговараме малку за центарот и за другите третмани, меѓутоа првин би сакала да те прашам зошто се одлучи токму за оваа терапија? Да, па како што споменав, јас сум физиотерапевт и во мојот живот си имам средното со секакви врсти на масажи, третмани и меѓу другото сум и спортист, кикбоксер кој се бави со надпревари по кикбокс и од лично искуство сум приметил дека сите тие некои повреди, да речем, што сум ги имал од кикбоксот ми помогнала многу ми помогнала јумехотерапијата и ми ги средила сите тие состојби и сум ја видел таа ефикасност во јумехотерапијата не само кај мене, туку и луѓето околу мене што сум ја практикувал на нив. Еве сега нели со работењето се гледа и по клиентите, бидејќи нема незадоволен од јумехо, сите имаат позитивно што да кажат, сите се задоволни, така да стои таа доверба во клиентите се гради и довербата во ефикасноста на јумехотерапијата се гради со тоа и едноставно бидејќи го има тој најголем ефект кај клиентите. Затоа сум се одлучил баш за јумехот. Слушам те кад звони телефонот, ако има гледач ќе го вклучиме, ако не ќе ни објасниш, бидејќи практикуваш и други третмани, прочитав дека има акупунктура, биоенергија. Да, тоа му доаѓа во склоп на јумехотретманот. Така? Да, фактички јумехотретманот е составен од 3 метода, всушност обработка на меки ткива, каде што се обработува мускулатурата на човечкото тело, односно мекото ткиво мускулатурата, каде што со помош на палците се доаѓа подагало 90 степени и се врши еден притисок на мускулатурата на телото. Другиот метод е акупресурата, кој што е метод на притисок, исто така познат кај некои гледачи како шијацу. И последниот метод последниот метод е корекција на најглавниот дел од телото, колковите и исто така периферните зглобови како што се рбетот, колената, лактот, нозете, рацете и слично. Имаме гледач на линија. Јас се извинувам, дали може да го слушнеме? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас го поздравувам Филип. Благодариме. И му честитам што така успел да оди напред. Мило ми е, сега јас сум повозрасна особа. Ме интересира дали третира повозрасни особи. Да, во секој случај кај возрастните луѓе се случува една состојба на намалување на опсегот на мускулите, односно нели со текот на старењето се јавува атрофија во мускулите и јумехотерапијата кај постарите лица го има оној ефект кај што всушност ја разбудува таа мускулатура и дава стимуланс како да е активна и всушност со тоа многу помага. Јас лично одам и во домови кај лица постари што не може да дојдат кај мене, така да многу им помогнал и на старите лица, бидејќи меѓу другото јумехотерапијата е еден метод кај што кога клиентот се масира, всушност тој троши калории исто како да истрчал 1500 метри, така да за една повозрастна особа, да речеме, баш одлично дејство има јумехотерапијата. Дали прашувате и за себе, така? Да, за мене лично, бидејќи имам проблеми со вратот, со грбот, така. Така и значи како што кажа Филип, јас се извинувам, малку бев болна, па се уште не сум во нормална датана. Филип, како што посочи, посетува повозрастни лица и дома, па ако сакате, можете да се договорите. Ќе се јавите после емисија сите оние кои што се заинтересирани ве што не следат, ќе ви дадеме бројче, ќе искомуницирате, ќе се договорите. Фала ви многу, му посакувам многу среќа и успех во работата натаму. Така, ви благодариме многу. Ви благодариме многу. Филип, јас стварно се извинувам на гледачите, меѓутоа тоа е тоа. Време на вируси, на настинки. Освен овие третмани, што се друго има во твојот центар? Да, всушност мојот центар се насочува токму кон јумехотерапијата и единствено кон јумехотерапијата, како што спомнав, нели има. Добро, меѓутоа, например, не практикуваш еве како што во другите центри има, например, релакс масажи, медицински масажи. Кај мене го нема, тоа има само конкретно јумехотерапија и сега во јумехотерапијата нели следуваат сите тие методи, исто така се шири некоја биоенергија, што секој што ме посетил го спомнува тоа дека поседувам биоенергија, тоа да можам да кажам дека и со нели осетиле клиентите. Исто така има делови што личат на киропрактика, што не се киропрактички зафати, но се во поблага форма го имаат тој облик
Исто акупресурата, така да тоа е некој склоп на тие методи што се добива и умехот третман. А акупунктурата? Да, акупунктурата конкретно во умехото се врши само со раце, бидејќи има со различни помош на различни алатки. Бидејќи обично знаеме дека акупунктурата се прави со едни мали иглички исто кои што така, се да, исто и така има и со игли, има и рачно, бидејќи умехото е баш природна терапија, не се потребни никакви медикаментозни плюс терапии, не се потребни некакви, да речем, извештаи од доктор, така да природна терапија, акупунктурата се прави со рацете од терапевтот, се доаѓа под аголо 90 степени на место каде што има спазми во телото и доста помага за такви, како да речем, луѓето се познати како грудки ги осеќаат, така, се рече да, чворови, да, баш ги разбива акупресурата тие чворови. Така. Колку денес луѓето знаат да посетат физиотерапевт? Ми се чини дека, долго време ја водам емисијата, значи многу теми извртени што се вика околу овие проблеми со што ги засега твојата област. Бараат ли често проблем, знаат ли да посетат физиотерапевт, да се посоветуваат? Какви се твоите сознанија? Околу 5 години постои центарот, така? Искрено, луѓето, не голем дел од луѓето се свесни за својот став и за своите, за здравието свое, да речем. Така да обично луѓето кога у моментот кога ќе дојде до некој проблем, тогаш се јавуваат, а не се свесни дека доколку претходно се превенира таа состојба, многу поефективно и полесно и побезболно е да се превенира нешто отколку да се лечи. Така да и умехото е баш една многу убава превентивна метода што спречува настанување на тие болести, доколку како што кажавме, со искривен став на телото. И затоа исто убаво да се напомене дека што порано почне човек со терапија, со умехо по случајов, толку побрзо ќе се исправи телото и нема да дојде до проблеми. Исто така често ме прашуваат од која возраст се прави до која. Јас велам дека терапијата се прави на сите возрасти и најбитно е да се спомне дека умехото е, значи како што реков, што порано се почне тоа подобро, значи буквално се прави на мали дечиња за да се осигура здрав раст на тие дечиња, а што уште побитно, за да се роди едно здраво дете, многу побитно е мајката да е здрава, бидејќи доколку мајката има некои искривувања во телото, се пренесува, да, за жал тоа е еден суров факт, но кога самото бебе се раѓа, тие породилни патишта се затегнати и при мускулатурата на бебето и коските се многу кревки, меки и кога проаѓа по тие стегнати породилни патишта, тука уствари доаѓа најголемиот дел од искривувањата во луѓето, доколку се исправи мајката првично, ќе си роди здраво дете и нема да има искривувања. И исто така тоа е најголемиот дел кој што се јавуваат искривувањата при раѓање. Вториот и помал дел, да речем, од искривувањата, од неправилно стоење, неправилно држење на телото, лоша постура, бидејќи луѓето не се на планетава. И не сме многу физички активни. Да, за жал не сме. Да, луѓето не се направени за да седат во канцеларија по цели денови. Исто така го споменувам примерот со животните. Кога животните се надвор во природа, тие си се здрави, си ги имаат сите нормални процеси. Кога ќе ги затвориме во кафес, почнува да се јавуваат проблеми, истото се случува и во луѓето, кај луѓето не се во кафе, се во канцеларија, недоволна активност, неправилно држење и доаѓаат за жал до сите тие проблеми за кои што и умехото има решение. Впрочем и целиот оној, како да кажам, мускулно-скелетен систем кој што е одговорен за ова што вие го работите и одговорен е за целата наша психофизичка, би рекла, состојба. И за работата на сите органи многу е битно да имаме прав рбет, да немаме никакви проблеми, бидејќи сите тие проблеми и искривувања, како што кажавте, и на карлицата, и на рбетниот столб, делуваат и на работата на органите. Ајде малку тоа да го појасниме, бидејќи ми се чини дека многу гледачите тоа не го знаат. Дека секоја неправилна положба и секоја неправилно, како да кажам, секое нешто што не се случува, дали дискусхернија или дископатија или искривување на колковите, тогаш делува и на работата на сите внатрешни органи. Да, точно токму тоа. Умехото не е терапија што
се насочува конкретно на проблемот на човекот. Буквално на целиот организам. Буквално, да, значи сите модерни методи, масажи, нели, релакс, сите тие други терапевски методи се фокусираат на кондицијата на телото, на мускулната, нели, тој надворешен слој моментално опуштање на телото доведуваат кај човекот, додека и умехотерапијата ја исправа конституцијата на телото, буквално го исправа целиот став, целата статика на телото и сите тие поврзани проблеми кои што настануваат со искривените колкови, уствари се решаваат, како што на пример кога едниот колк е искривен, нели сите стоиме, мислам, понекогаш стоиме те на едната, те на другата нога и тежината ја префрламе, а не треба така. Да, со тоа исто тие искривувања се пренесуваат во грбот, едната страна е по-збиена, другата е растегната. Делува и на работата на органите. Да, исто срцето, нели, тука бели дробови, едниот е постегнат, другиот е пообтегнат и желудникот црн дроб, и се пренесува на сите тие болести. Има многу случаи каде што и умехотерапијата помогнала и на доста на проблеми со внатрешните органи. Исто така. Да, затоа и сакав ова да го напоменеме, бидејќи како што кажав, се е некако поврзано, ланчано. Ми спрати некои фотографии, дали тие се исто од третманот Јумеихо? Да. Ајде на брзина само да ги погледнеме и да ги прокоментираме, бидејќи имаме време гледам, па потоа некако и ќе превршуваме полека за оно што Филип го планира, има една интересна информација да достави до нашите гледачи, освен што е млад, амбициозен, освен што толку успешно работи во својот центар и има нели развиено и една друга карактеристика, тоа е хуманоста. Филип, можеме да ги прокоментираме. Ова е фактички, ние го видовме видеото, меѓутоа сега така малку низ фотографии. Да, на оваа слика може да видиме корекција на горниот дел од грбот, околу плешките. Конкретно оваа корекција многу помага за луѓе кои што седат, кои што нели работат седечка положба. На вторава слика се мускулите на лумбалниот дел и под тоа, значи глутеусите. Исто така многу важни точки кај луѓето што општо со било каква работа се бават, не само со седечка и со стоечка. Многу добра техника која што ги опушта. Тука можеме да видиме обработка на листовите, на нозете се обработуваат целите нозе. Обработка на грбот, рабетниот столб, се омекнуваат мускулатурата, мускулите околу грбот. Да, тие што ги знаеме ние како чворови, спазми, тука токму со ова се разбиваат. Ова е уствари акупресурата, кај што подлабински се влегува во мускулатурата во мекото ткиво, тука се исто така многу помага. Обработка на вратот може да видат гледачите, помага. Уствари ова помага за сите тие главоболки, се ослободуваат болките во вратот. И ова е корекција на уствари тоа да се изедначат нозете, нели, така, како што кажавме, едната е пократка, потоа едната е со оваа техника се исправува должината на двете нозе, исто така и со обработка на мекото ткиво и со помош на оваа корекција се доведуваат нозете во правилна положба. Ова е истегање на нозете, што исто така многу помага. Така, дали е тоа последната? Да, од друг агол. Тука сме некаде на крајот. Тука исто се отвараат колковите. Ова е корекција, многу важна корекција за долниот дел на грбот, општо за целиот трбет и за колковите. Оваа техника може да се средне кај киропрактичарите, додека кај нив не е толку длабински, ја нема таа филозофија ние што ја користиме, тие всушност гледаат да го исправат само грбот, додека ние го исправаме колкот, што е темелот на телото. Токму со оваа техника се исправаат и колковите и се исправа целото тело. Така. Да, исто слика од друг агол. Навистина, вака кога ги коментираш сите овие слики, навистина големи придобивки во секој случај. Како што кажавме, значи уште еднаш да потенцираме, значи може сите да го применуваат, а кај оние кои што има, кажа и ти, некои поголеми проблеми во однос на кичмениот столб, вратниот столб, тогаш тука повнимателно работиш за да нели биде секако што треба. Кога разговаравме претходно ми кажа дека имаш интересни планови, споменав јас дека ќе кажеме сега дека тоа е карактеристика на хуманост, па што е тоа што можеме да го најавиме, што негде ќе биде, ми се чини, во месец мај? Да, тој период, па следен чекор за мене тоа
да се направи кампања лично сам во мојот центар, каде што од секој третман ќе се одвојува одредена сума на пари, каде што тие пари ќе одат во хуманитарни цели, како што сите знаеме, одат великденски празници, има голем дел на ранливи семејства кои не можат да си дозволат да го пречекаат тој еден голем и убав празник, немаат услови да го слават како што може да го слават и останатите луѓе. Така да јас ќе направам една хуманитарна кампања каде што ќе одвојувам од секој третман одредена сума пари, каде што ќе излезам во пресред колку можам јас лично да помогнам на одредени ранливи семејства околу новогодишните празници и да пробам да им го малце колку можам, колку е во мојата моќ да им го разубавам празникот, можеме да речеме. Јас мислам дека ти си еден од ретките што досега ми гостувал. Имам еден доктор Кристијан кој што навистина и тој е еден хуман човек кој што ми гостуваше сега скоро и исто така еден, како што кажав, од ретките. Ти си еве вториот кој што навистина вака во емисија јавно кажува дека сакаш да помогнеш и дека од она што го работиш, од она што ти го заработуваш ќе одвоиш за да помогнеш на семејства. Од каде овој мотив да се помага? Па искрено сакам да помагам на луѓе, затоа и конкретно се одлучи за јумехотерапијата, бидејќи таа е хумана терапија, се помага на луѓе. Едноставно убаво е чувството кога ќе дојде некој со болки, ќе работиш на него напорно, ќе се... После тоа ќе ти каже дека се чувствува одлично. Да, тоа е едно преубаво чувство што едноставно буди живот во човекот, буди среќа и многу се осеќам јас лично убаво кога помагам на други, знам дека и тие се осеќаат убаво и искрено сакам да помагам на луѓето, да. Овде гледаме на книга имаш пред тебе. Јумехо. Таа е првата книга на Масајуки Сајонџи. Може вака да ја покажеш кон камерата? Да, ја има преведено мојот учител Ристо. Таа е првата книга на Масајуки Сајонџи во која што се објаснува подетелно за јумехото, какви се случаи има помогнато, конкретно Масајуки Сајонџи, кој е моментално покоен. И значи се објаснува за исто така вежби, се објаснува не само за терапевтот, туку и општо за луѓето. Многу убави вежби од оваа книга, јас лично ги користам. Се објаснува длабински за јумехотерапијата, за нејзиното дејство и е доста интересна книга. Можеш ли да ни посочиш некој пример од книгата што, еве, например, кажа со големи проблеми, па еве да го презентираме и до нашите гледачи, кои што, нели, со оваа терапија се, еве, например, успешно се излекувал и се истретирал? Да, имаше еден интересен пример за 30 годишен човек кој што се излечил од 69 симптоми на разни болести, со некои 20 на третмани му исчезнале сите. Еве тука имаме разни примери, например. Слободно можеш, да, прочитай. Еве, патен човекот со 69 симптоми, 169 сантиметри и 52 килограми, вработен како сметководител, страдаше од 1 сантиметар дислокација со надворешна ротација на десниот колк. Досега кај мене помина голем број пациенти, што покажа фасцинантното закрепнување со помош на јумехотерапијата. Така да овој човек се ослободил од сите 69 симптоми што ги имал за јумехотерапија, што си ги имал во телото и токму со... Значи толку многу симптоми, да. А само со еден вид на терапија. Да, така да има доста интересни примери што се спомнуваат. Исто така имаше еден конкретен пример за млада девојка која морала да ја откаже својата свадба поради дискусиернија и се поместил еден од зглобовите еден од пршлените морала свадбата да ја откаже. Поминала на секакви прегледи, болници, ништо не ѝ помогнало, оперативни зафати, ништо од тоа не ја помогнало, се додека не го открила јумехо третманот кој помогнал. После тоа среќно нели си направила друга свадба и среќно си живеела после тоа. Така, Филип, тука сме некаде при крајот, последните неколку минути би сакала, бидејќи, како што кажав, немаме навика ние да имаме физичка активност, некако и младиве ми се чини уште од мали нозе сега, постојано тоа го говориме дека постојано се со телефоните, постојано се со некои апарати, нема детство како што еве јас сум имала, можеби твоите родители повеќе надвор сме играле и така натаму. Што би препорачал на сите оние кои што не следат за да немаат проблеми од нели овој карактер, за да имаат прав рбет, вака како тебе убаво прави, исправени да бидеме, за да немаме болки по телото, по вратот, по главата и така натаму. Да, па како што спомнав... Како да се однесуваат во секојдневието?
Пред се мора физичка активност, тоа може би малце звучи клише во денешно време, нели сите клише е, зборат. меѓутоа навистина е потребно. Меѓутоа стварно е потребно, како што спомнав, луѓето не се направени за да седат по цел ден на столица. Мора на крајот од денот барем секој да одвои барем по 20 на минути да направи некои основни вежби за истегање, загревање на зглобовите, за да не дојде до посериозни состојби, бидејќи како што спомнавме, многу поубаво е да се спречи нешто отколку да се лечи. Така. Ти благодарам многу. Благодарам и вас. Ова беше и твое прво гостување во некоја телевизија, еве што ми даде мене доварба да те повикам, да дојдеш овде да направиме оваа емисија. Еве почнуваме една соработка, па можеби ќе смислиме и некој друг тип на емисија, па да дојдеме кај тебе да те посетиме, можеби да направиме нели нешто што ќе презентираме од твојот центар. Ти благодарам многу, ти посакувам успех, биди така амбициозен, биди хумен, бидејќи тоа е ретка особина и секако сето она што ќе го замислиш понатаму, бидејќи си релативно млад, да ти се оствари. Ви благодарам на поканата и се надевам дека приготвивме една интересна емисија за гледачите. Се надевам, јас си верувам дека е така. Почитувани гледачи, еве тука е некаде крајот и на денешната емисија на Ваш термин. Се надевам дека се тоа што го говоревме во оваа денешна емисија, бидејќи прв пат говорам за еден таков третман, беше од ваша корист. Уште еднаш ќе потенцирам сите оние кои што не следат, сакаат да стапат во контакт со Филип и ќе го добијат бројот од Филип, ќе имаат и попуст за овој третман кај него, бидејќи се нели наши верни гледачи. Слушам дека звони телефонот, режи ако има гледач би го вклучиле на кратко, бидејќи мислам дека има уште малку време, ако не пак ќе се слушнеме после емисија. Дали имаме гледач или ќе се јавиме после емисија? Немаме, добро. Значи, ви благодарам, почитувани гледачи, за вниманието. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.